Добар ден од мене. Сенам дека ова денеска што го видовме навистина импресивно, но ова е само дел од тоа што Диме како градоначалник заедно со администрацијата, заедно со советниците, со пратениците и од општина Јагуновци, но и од Полошкиот регион го прават за општина Јагуновци. Во периодот кој што следи, како што каже и градоначалникот, ќе имаме уште дополнително проекти кои што ќе бидат финансирани од буџетот на државата, но исто времено и од буџетот на општината. Очекувам овој градежен бум да продолжи, со што ќе се подобрат условите за живот, ќе се подкрене нивото и стандардот на граѓаните. Убеден сум дека само со посветена, честна, напорна работа се постигнуваат резултати. Се останато е политиканство. Ние не сме тука за да водиме политиканство, ние сме тука да работиме за интересот на граѓаните. Уште еднашка честитки до Диме како градоначалник и очекувам во следниот 4-годишен мандат уште многу стотици други проекти да бидат реализирани. Така што еве, ако имате прашања, било кој, стоиме на располагање да одговориме. Повелете. Господин премиере, две прашања ве молам. Како прво, Министерот за внатрешни работи да го припушти од каде ги земат информациите ова? И второ прашање, каде ги базирате информациите дека ДУИ е во соработка со Левица и зашто верувате дека ДУИ нема да го? Па јас сега не би навлегувал во првичната конструкција дека ме демантирал министерот за внатрешни работи. Видовте утрово се појави јасна снимка како се случува подметнување пожар во објект кој што изби утрово во 4:30. Бев континуирано на линија и со градоначалникот на општина Кисела Вода, и со министерот, и со луѓето од противпожарната единица на град Скопје. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните пред изборите. И одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Денеска, додека сум јас во Јагуновци, заседаваат врвот на структурите во Министерството за внатрешни работи. Идентификувани се од прилика 20 лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. Така што, еве, за жал има структури кои што на ваков, би рекол, начин се обидуваат да внесат нестабилност и немир, но како што кажав, тие ќе конструираат, ќе лешинарат, ќе подметнуваат. Ние честно ќе работиме, ќе се бориме и на крај повторно ќе победиме. Што се однесува за вашето прашање од каде коалицијата Демократската унија за интеграција и Левица, ќе ми дозволите да кажам дека јас од вчера не сум во политиката и потегот на политичката партија Левица да извади своји кандидати во општините Тетово, Гостивар и Струга и тоа да го брендира дека не ја заборавиле Западна Македонија, а при тоа да не извади своји кандидати, например, еве овде во Јагуновце, Теарце и во другите општини, бидејќи Западна Македонија не е Струга, Тетово и Гостивар, има и други општини, доволно говори дека нивната цел координирана е со политичката партија Демократска унија за интеграција, за да дојде до дисипација, расслојување на анти-ДУИ гласовите во тие општини, затоа што ДУИ сваќа дека во тие општини не може да победи и разбира дека ќе биде поразен на овие локални избори, односно ќе има многу мал, незначителен број на градоначалници и единствениот сојузник кој во моментот се обидува да фрли гума за спасување е токму политичката партија Левица. Ние знаеме, не сме од вчера во политиката, дека шансите за да победи градоначалникот или кандидатот за градоначалник на Левица во Тетово
Гостева или Струга не се ни теоретски. Но шансите да, доколку би извадиле кандидат за градоначалник, да речеме во Велес или во Штип, се на ниво на теорија. Вистинското прашање е зошто, еве во родниот град на претседателот на Левица немаме кандидат, зошто во Штип, кој што е роден град на уште еден член на раководството на Левица, немаме кандидат за градоначалник, туку токму во општините Тетово, Гостева и Струга, каде што е јасно дека кандидатите за градоначалници на Демократската унија за интеграција ќе бидат поразени, бидејќи е огромно мнозинство и сентимент кај жителите во тие општини и расположение антидуи. Нормално, својот стар коалиционен партнер со кој што функционираат и во собранието од време на време, но и во градот Скопје го повикаа на помош, а тој е секогаш тука да фрли гума за спасување, тогаш кога на Али Ахмети и другарчињата им е тоа потребно. Почитувам премиере, дали ти се извинуваше Аднан Азизи за изјавата што ја дал за че ги запли славските проекти, бидејќи тој рече дека се сретнал со тебе? Да, дадов коментар по тоа прашање. Други прашања? Извинуваш или не? За статистика излезе со информација дека е зголемен прометот на услугите, како тоа ќе влијае на македонската економија. Тоа е уште еден низата параметри, индикатори кои што велат дека конечно започнуваме да се развиваме, и тоа е причината сите оние центри на моќ кои што не им одговара Македонија да биде повторно водечка и во економијата, и во мирот, и во стабилноста, и во меѓуетничките односи во регионот, да предизвикуваат тоа што го прават изминативе денови. Во второто тромесечие, во вториот квартал, имаме пораст во делот на услугите за 3,5%, но она што за мене е исклучително важно и охрабрувачки е што во првите 7 месеци од јануари до јули во делот на туризмот имаме за 10%, за 10,5% повеќе туристи споредено со истиот период минатата година и очекувам таа бројка до крајот на годината да биде и до 15%, што ќе биде најголем раст во регионот убедливо. Истовремено, ќе ми дозволите да потсетам дека во првите 7 месеци бројот на странски гости и туристи кои што ја користат Македонија како место за одмор е зголемен за 15% споредено со истиот период минатата година и очекувам до крајот на годината таа бројка да биде околу 25%. Така што сите овие индикатори ги загрижуваат овие центри на моќ кои што не сакаат оваа влада да успее, кои што не сакаат Македонија да биде стабилна, мирна, просперитетна и тие се обидуваат со ваков тип на лешинарење и подметнување да функционираат, но ќе повторам, ние ќе се бориме и ќе ги победиме. Господине Мицкоци, може ли уште нешто? Да, којлета? Кога доаѓате према Сиричино, кога се исклучивте од автопатот до влезот во општина Јагуновце, видовте еден куп диви депони, предпоставувам. Така е, видов, да. Видов точно. Се превзема? Апсолутно, уште во текот на вчерашниот ден Министерството за животна средина испрати допис до сите општини под итно да превземат во расчистување на тие диви депони и сметот да се одложи таму каде што му е место, а јас ги повикувам и несовесните граѓани кои што ги формираат овие диви депони да престанат да ги формираат, затоа што сите оние кои што ќе бидат фатени, ќе бидат најстрого казнети, а во рамките на парламентарната процедура разговарав со координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН итно да имаме измени во законите со кои што подметнување на пожар ќе биде оквалификувано како дело на тероризам, а одлагање на смет онаму каде што не му е местото ќе биде друго кривично дело кој што ќе се казнува со казна затвор поголема од 5 години. Ама тоа според кажување на жителите на Сиричино го прави фирма од Желино, си го остава тој градежниот шут на 20-30 метри до реката Вардар и си прави депонии свој. Секој кој што тоа го прави ќе биде санкциониран и казнен. Премиере, уште за спорт нешто така. Ајде. 10 дена пред главните избори ќе се игра надпреварот Белгија-Македонија. Дали ќе го бодриме Македонија или ќе одиме во кампања за избор? Не, ние Македонија ја бодриме секогаш и ќе продолжиме да ја бодриме, затоа што ние една држава имаме, една татковина имаме, тоа е Македонија. Во тој период секако дека ќе биде кампањата во полн ек, така што ќе се обидеме во паузата помеѓу митинзите да го проследиме надпреварот и убеден сум во храбра игра на македонските фудбалери, голема борба
и убеден сум во позитивен ишход и Македонија за прв пат на И светско што првенство. награда ќе даете ако се пласираме на светско? Прво велиме прво нека се случи тоа, па потоа ќе размислуваме, секако дека како влада никогаш не сме ги заборавиле постигнувањата и успесите на македонските спортисти без разлика во кој спорт тие се случуваат. Еве премиере на крај, бидејќи не ме одговараше со да или не те молам, ти се извинуваш, а не на Зизи. Мислам дека ја дадов одговор. Благодарам.